Па ќе значи многу, посебно многу значи фактот што постојат држави како што видовме што покренуваат целокупни дипломатски акции за да не се случат овие месеци на културата. Конкретно за нас ќе значи многу, за нас ќе значи меѓу другото знак дека во земјата каде што никој не оневозможува да биде славен било кој идентитет од било кој аспект, дека македонците таму најслободно си ја прикажуваат, си ја негуваат, си ја промовираат својата култура и нормално македонците во Соединетите Американски држави кажуваат еве и ние сме тука и ние сме дел од тој мозаик кој што е современи Соединетите Американски држави, од тој мозаик кој што е современа Америка. Тоа е една голема порака, моќна порака и во самите Соединети Американски држави, но и во стариот нивни крај во Македонија, каде што ние го поздравуваме овој факт што нашите сонародници успеваат од генерација по генерација да си го негуваат својот македонски идентитет, додека пак исто така многу ни значи тоа што и еве некои земји си ги кажуваат своите реални намери и ги кажуваат своите скриени намери поврзани со современа Република Македонија и со македонскиот идентитет и македонскиот народ. Тоа е една јасна и недвосмислена порака од, пак ќе кажам, од македонските американци, меѓутоа и порака и од Соединетите Американски држави, дека начинот на кој што тие замислуваат светот, културата, традицијата и така натаму, оневозможува било кој идентитет на земјината топка да биде оспоруван. Така што претпоставам дека оние на кои што им ја наменета таа порака убаво ќе ја прочитаат и се надевам дека нема да успеат оние дипломатски акции за оневозможување на овие месеци на културата ширум Соединетите Американски држави. Македонскиот народ е печалбарски народ, народ чија што традиција е поврзана со иселувањето во краиштата кои што нуделе не само подобар економски живот, туку и подобар културен живот за македонците. Така, Соединетите Американски држави биле една од најпривлечните дестинации за нашиот народ низ вековите и имало неколку бранови кои што одреле кон Соединетите Американски држави. Таму македонците одамна формирале своји здруженија, своји цркви и денес имаме една цела низа во тој однос, исто како и сите други останати етникуми во Соединетите Американски држави, така и македонците сакаат да си ги негуваат врските помеѓу со стариот крај, но и да им прикажат на останатите американци дека и нивната култура, и македонската култура, и македонскиот јазик се една неизбежна нитка на оној килим кој што го прави современиот американски идентитет, посебно во државите каде што има висока концентрација на македонци. Едно време беа концентрирани во оние градови на тешката индустрија, на челичната индустрија, кон крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век. Потоа, после Втората светска војна, македонците главно беа поврзани повторно со тешките индустрии или во Њу Џерси, каде што беше влезна порта за Соединети Американски држави и државата Њујорк, или пак во Детройт, каде што е главниот град на американската автомобилска индустрија, а сега ги има во оние места каде што расте најновата висока технологија на Соединетите Американски држави и впрочем секаде каде што е врзана сервисната индустрија. За мене е сосема логично тоа што македонците таму сакаат да си го искажат и својот идентитет и преку политички избраните представници на американската нација да овозможат да се помни и наследството, и културата, и традицијата на македонските американци како луѓе кои што ја граделе современа Америка и луѓе кои што се вложиле современа Америка да биде волку моќна, волку економски просперитетна и волку неизбежна земја во 21. век.